Почитувани гледачи, добро вечер со ново издание на 24 анализа. Гостин во вечерашното издание е професор доктор Гоце Цветановски од Институтот за македонски јазик, но она за што го поканивме професорот Цветановски е издавањето на воопшто првиот том од македонскиот етимолошки речник, важно дело за македонскиот јазик, особено дело со кое е направен историски исчекор, би рекла, за македонската лингвистика, посебно е за јазичниот идентитет, не само на јазикот, туку и на народот што го говори и уште еден непобитен доказ за неговата посебност. Професоре, добро вечер и благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер и до вас и до вашите гледачи. Така. Автор сте на првиот том од македонскиот етимолошки речник, прво дело, за разлика од сите соседи на Македонија, Грција, Бугарија, Србија, Албанија, да не одам пошироко на Балканот, Македонија дури сега смогна сили, практично пред неколку месеци, да го издаде овој речник. Зошто толку долго се чекаше? Па, прво вака, мора да напоменам во врска со етимологијата како наука, со оглед на тоа што е специфична и навистина тешка наука. Ова не го кажувам за да се оправдаме ние како македонци, туку зборувам дека за ова се потребни многу работни часови, а пред се потребен е корпус. Без солиден корпус не може да се изработи добар етимолошки речник, со оглед на тоа што, ајде да речеме, по војната беше приоритет да се стандардизира македонскиот јазик, да се расшират неговите функционални стилови. Првата примарна задача беше правописот, па потоа беше излегувањето на тритомниот речник на македонскиот јазик со српско-хрватски толкувања под редакција на Блаже Конески. И така чекор по чекор се дојде фазата потоа прибирањето на податоците, изворните податоци од сите дијалекти. Тоа е дело на академик Божидар Видоевски, долгорочниот проект Македонски дијалектен атлас, во кој што беше навистина импозантно делото на академик Видоевски со тоа што е воспостави целокупната мрежа, пунктовите на сите точки на македонската јазична територија, од каде што требаше да се црпи изворен материјал. А за тоа треба и простор, и време, и луѓе. За да се стигне сето тоа да се пополни, треба навистина големи експедиции. Јас само за пример ќе потсетам, бев на научно-истражувачки престој во Република Словачка во 2000 и 2001 и потоа во 2010 повторно, кога потоа во 2014 го издадов првиот словачко-македонски речник. Сакав да напоменам дека првата средба беше со дијалектолозите во Институтот за словачки јазик Лудовит Штур. Таму навистина беше импозантно на кој начин го собрале материјалот. Значи, иницијативата потекнала од академијата, потоа институтот бил носител на целата активност, но се вклучиле сите филолошки и педагошки факултети на целата територија на Словачка и студентите од четвртата година го собирале материјалот на терен од целата словачка територија, за да може што поскоро да се собере корпусот. Откако веќе го имале собрано корпусот, потоа интензивно седнале дијалектолозите да работат за да го издадат словачкиот дијалектен корпус, импозантно дело исто така. И потоа лесно е да почне да се прави нешто што е специфика, например да речеме да се направи еден дијалектен речник, па да се направи еден историски речник, па да се направи еден етимолошки речник. За жал, кај нас, бидејќи имало многу малку... Ова говори за отсуството на и државна стратегија, може би не претерувам ако речам, за вака важни дела за па ако сакате за самобитноста и на јазикот пред се, меѓутоа и на граѓаните што го зборуваат македонскиот народ. И сите граѓани што се тука. Тоа е едно од прашањата што можеби треба да се размислува, да се дебатира и во јавноста и воопшто, па и целокупната наша држава би требало да ја свати сериозно политиката и креирањето на националната стратегија за јазикот. Пред се тука се мисли за националната стратегија за македонски јазик, но јас би останал сега на овој дел за етимолошкиот речник, а ако ми дозволите понатаму во дискусијата ќе позборуваме и за националната стратегија за македонскиот јазик.
Професоре, што доби Македонија со етимолошкиот речник и ако може за пошироката јавност, што значи етимолошкиот речник? Зашто велат, нели, приказните се составени од зборови, меѓутоа и зборовите имаат свој приказни, така е. Па за да може и пошироката јавност да разбере за што станува збор. Значи овде станува збор за патот и историјата на еден збор. Значи не на целиот јазик, туку на секој збор одделно, затоа што ние знаеме дека имаме еден основен фонд зборови и имаме голем број зборови кои што доаѓале по различни патишта во зависност од културно-историските состојби и услови на еден народ, па и со самото тоа и на неговиот јазик или културен идентитет. Што значи тоа? На овие простори, и затоа можеби треба да се отвори прашањето за дебатата што значи тоа стар народ, нов народ и така натаму. Нашиве соседи постојано претендира за некоја древност. Јас само ќе напоменам, и не сум првиот што го кажал, има и многу попаметни од мене што рекле дека секоја нација се во суштина бара еден мит. Една подлабока, нели, митска представа за својата вредност и така мисли дека тој народ е нешто посебен и така натаму. Меѓутоа, сите народи реално настануваат како нации, значи се оформуваат некаде во 19-тиот век. Претходно не може да се зборува за класична нација во денешна смисла сватена, бидејќи ако погледнеме Византија е конгломерат од народи, па и другите империи ако ги погледнеме биле конгломерати од народи. Во таква мешана структура тешко е да се зборува за она што би се рекло чиста ариевска раса. Затоа и овде на Балканот треба да ја сватиме политиката што имаат скандинавските земји, кои што имале големи проблеми, војувале со децении и векови, но на крајот решиле дека што добиваат со тоа? Подобро е да се обединат, да ги споделат културните вредности, да имаат една заедничка перспектива и на тој начин да погледнат напред кон иднината. Тоа не значи дека еден швеѓанец се откажал од својата историја, напротив, тој е горд на својата историја, но исто така и еден финец кој што, во крајна линија знаеме дека во финскиот устав постои ден денес одредба дека и шведскиот јазик е службен јазик, но тоа не го прави помалку важен еден граѓанин од Финска. Не разбирате, значи овде притисокот што се прави врз Македонија како центар на Балканскиот полуостров е повеќеслоен, затоа што преку етимолошкиот речник точно може да се види што се поминувало на ова подречје. Во крајна линија, ако се постават прашањата не само во контекст на јазикот, туку и во поглед на народите што обстојувале, тоа се еден вид бранови во кои што се вкрстувале различни народи, различни племиња и така натаму и обстојувале. И секој некому нешто давал. Ниту некој нам ни натурил со сила, ниту пак ние сме натуриле со сила. Значи секој по еден процес таков културолошки примал од соседите, но истовремено и давал. И ако се свати така и во денешна смисла, мислам дека многу поубаво ќе живеат балканските народи. За жал, тој условно речено етноцентризам и национализам доведува да не може дури и науката да си ги спроведе своите објективни задачи. Така, професоре, извинете што ве прекинувам, меѓутоа во контекст нова, иако сакам малку подоцна за тоа да зборуваме. Што ќе значи ова дело, иако не е целосно од А до Ж, буквата е првиот том, нели треба да следува после Ж. И натаму, меѓутоа, што значи ова дело во таа наша борба за посебноста на македонскиот јазик? Рековме дека ова е уште еден атрибут и доказ за посебноста на македонскиот народ, јазик, се извинам, за зрелоста на јазикот, па и за зрелоста на народот што го говори. Дали ова сметате дека е уште еден плюс или уште еден атрибут што би го имале нашите, во историската комисија пред во докажувањето, нели, за посебноста на македонскиот јазик визави Бугарија? Нели знаете дека Бугарија како го третира македонскиот јазик како дијалект на бугарскиот или јазик што бил признаен во Титова Југославија 45-та чинам година, така, 44-та, 5-та. Така, јас прво би се задржал на сегментот наука и тоа што науката го тврди, а потоа би одел на оној сегмент политички, општествено-политички, како сакаме да го дефинираме, но јас прво би тргнал од тоа што во науката значи етимолошки речник.
Тоа е на вистина врвот на созревање на една нација, на еден народ. Таму се гледа културната историја, значи секој слој е опфатен. Еве конкретно во овој прв том од македонскиот етимолошки речник обработени се зборови од супстратно потекло. Што значи тоа? Тоа значи дека тие зборови успеале да преживеат без оглед на тоа што се менувало населението или составот на населението, сепак тие успеале да преживеат. Конкретно ќе го земам примерот за Бран. Не случајно Блаже Конески инсистирал овој збор да биде стандарден, односно да влезе во литературниот јазик, во македонскиот литературен јазик. Ако погледнеме во соседните словенски земји, ниту еден од овие словенски народи не го користи овој збор. Тоа е подигната, еве го толкувањето за Бран, е подигната водена маса, нели што се движи и така натаму. Меѓутоа, ако погледнеме и во балкански контекст, ние ќе видиме дека ниту еден балкански народ не го поседува овој збор. Па интуицијата на Блаже Конески била голема кога инсистирал овој збор да влезе без оглед на регионалниот, ајде да речеме, ареал на кој што овој збор се употребувал. Тоа е Охридско-Преспанскиот регион и природно е да биде таму, затоа што таму имаме езеро, каде што има природна појава на бранови и овој бран фактички преживел. Првото толкување на Бран во македонскиот јазик, па и воопшто во славистичката литература и воопшто во индоевропската литература е направен токму овде. Поставени се две хипотези за потеклото на овој збор, инаку јас морам да споменам дека во бугарскиот етимолошки речник регистриран е зборот Бран, но се вели југозападните бугарски дијалекти, односно се мисли на македонските дијалекти, бидејќи тие со нивната нивното поимање за составот, јазик, така. За составот на бугарскиот јазик и така натаму, тие го сметаат составен дел од нивниот јазик, но таму ниту еден од нивните етимолози не се обидел да го истолкува, односно само стои нејасно. Се обидувале неколку етимолози да дадат предпоставка за ова, но досега не се одлучил никој темелно да се зафати за ваков историјат на еден збор. Значи, еве една приказна за македонскиот Бран, тоа може да си го проверат, бидејќи етимолошкиот речник веќе е поставен и на страницата на Институтот за македонски јазик слободно, бесплатно, достапно. Пристап има и до Академија ЕДУ и до Архив ОРГ, значи бесплатно секој што сака може да си го симне македонскиот етимолошки речник, да си ги провери зборовите таму, да ја види историјата на еден збор и сосема да си го гради својот став за македонскиот јазик. Така. Професоре, она ме заинтригира што ги имавте кажано при промоцијата на првиот том, дека вие сте дошле и практично внесувате во првиот том од етимолошкиот речник неколку зборови што ги нема ниту во бугарскиот, ниту во српскиот етимолошки речник, ниту пак во балканскиот или словенските етимолошки речници. За кои зборови станува збор? Па еве се чисто автентични од македонскиот. Апсолутно, значи еве конкретно станува збор, го споменавме Бран, каде што констатираме дека тој се јавува исклучиво во македонските дијалекти, дури и да го споменуваат други речници, како што е бугарскиот етимолошки речник, сепак ако се погледне на чија територија се наоѓа, каде може да се лоцира географски употребата на овој збор, точно ќе се види дека станува збор за македонски дијалектен ареал. Во принцип има многу зборови кои што можат да се сретнат и во другите јазици, но толкувањето не може целосно да биде дадено ако се нема представата за македонските дијалекти. Меѓу другото, може да се земи еден субстратен збор Бигор, затоа го имаме и Јован Бигорски и така натаму, да не зборувам, но затоа и во денешна Егејска Македонија, односно во денешна Република Грција, и таму може да се сретне едно езеро кое што Вегоритис, кое што е во суштина потекнува од истиот корен, од истиот етимон, а станува збор за, па и не случајно таму се наоѓа нашиот град Воден, значи, еве да речам македонски топоним, кој што подоцна грците го променија, но не го променија
како што се вика, бидејќи ние знаеме што значи воден, нели, потекнува етимолошки погледнато од вода, ама тие не велат дека треба нешто да се изведе придавка неро или така натаму, туку напротив тие го зедоа, ја зедоа старомакедонската изоглоса уидесија, па сега е Одеса. Едеса, пардон, да, Едеса. Да. Така што има многу интересни работи во врска со Балканскиот јазичен сојуз и тој поранешен Балкански јазичен сојуз кога имало друг состав на население, па исто така и тогаш живееле повеќе народи, не живеел само еден народ, значи живееле повеќе народи со своја култура, со своја историја и така натаму. Тоа што има историски записи за конкретно зелинската култура не значи дека треба да се маргинализираат другите народи во состав, во тогашен состав, нели? Сепак и тие придонесувале за културата, за развојот на општеството воопшто, така што посложено е прашањето во врска со Балканскиот јазичен сојуз и тогашен, но и денес во денешна рамка сватен во рамките на словенските јазици, како што е македонскиот и бугарскиот една страна и српските дијалекти, јужните српски дијалекти, како што е и албанскиот и грчкиот, новогрчкиот јазик, како составен дел од тој Балкански јазичен сојуз, меѓу другото и турскиот влегува тука со некои елементи, така што станува збор за начин на размислување, за структура. Тука не станува збор за генетска сродност на јазиците, туку станува збор за еден светоглед. Значи, сепак, без оглед колку и да се правиме дека некој е попаметен од другиот, сепак станува збор за еден ист поглед на светот. А јазикот е најдобриот одраз како луѓето го гледаат, го перципираат светот околу себе. Так. Професоре, дали имате соработка еве со бугарски колеги, да речеме, дали некој се обратил до Институтот за македонски јазик, не зборувам до вас лично, можеби до другите колеги, еве во ова условно речено борба за признавање на македонскиот јазик, или нема што да се признае од страна на Бугарија кога нашиот јазик си е и запечатен со таа дефиниција, нели, во Обединетите нации? Па, вака сега, може би изгледа малку субјективно, но јас пак ќе речам дека пред договорот за пријателство и добрососедство имаше инцидент на, ајде да речам така, повеќе на личен план соработка отколку институционална, иако имаше и пројави на институционален план, имаше проект во Ману, имаше Институтот за литература и така натаму, но генерално се остана на тие некои поединечни проекти. Во принцип, соработката по подпишувањето на договорот, наместо да се продлабочува, таа згасна и во принцип се разви еден антагонизам меѓу македонските и бугарските, ајде овде да зборувам конкретно лингвисти, да ги оставам моите колеги историчари и така натаму. Така зборувам за лингвистичката сфера, сега за лингвистичката сфера, некако се чини дека само на личен план, доколку познавате некој колега, пријател од дамнина од бугарските лингвисти, па би можеле, но не конкретно за проекти што би се однесувале за македонско-бугарските јазични релации, туку нешто општо и така натаму, кое што нема директно да ги засегне позициите на бугарскиот јазик, што е за жал многу лошо. Јас само ќе напоменам дека јас сум првиот член од Македонија избран во етимолошката комисија при Меѓународниот славистички комитет минатата година во Париз на 29 август беше одржано собрание на етимолошката комисија и на тоа заседание имаше меѓу другото предлог и јас како прв член и воопшто во историјата на таа етимолошка комисија се појавува еден член од Македонија и избран сум со 18 гласа од вкупно 19, иако 19-тиот глас не присуствувал, односно лицето не било присутно, а тоа можеме да предпоставиме кој е, тоа е да не именуваме нели понатаму, да не направиме некој личен проблем, значи гледаме зошто вака се постапува. Секој кој ќе треба да се гласа за Македонија, тие не се тука на масата, да речеме. Па добро, но еве да кажеме, значи си имало можеби и претходно некој обид, некој македонист да влезе, не било толку да речеме проблем дали една земја, односно некој кандидат ќе влезе заради една земја, не,
тука се оценува научната работа и ако се види дека сите колеги од сите словенски земји се согласиле, тука не се само и словенски земји, тука има и други кои што се занимаваат со славистика. Така што не е работата само словенските земји да даваат поддршка, туку воопшто тој меѓународен славистички комитет ја цени работата пред се и на тој начин, доколку постојат услови, се исполнуваат условите, еден член ќе биде избран во таа комисија и ќе продолжи да работи, да действува во насоките кои што ги има таа етимолошка комисија, а пред се мојата задача како етимолог е ова парче, значи овој јужнословенски простор да се покрие целосно, бидејќи досега имавме недостиг од македонски материјали и една од најважните, меѓу другото и мојот прв рецензент професорот Николај Антропов од Белорусија, од Минск, независен истражувач, порано работеше во Белоруската академија, но по настаните случувањата, тој бидејќи си има собствен став и поглед на светот, едноставно продолжува како независен научен истражувач и тој меѓу другото во неговата рецензија напоменува дека ова е клучно, затоа велам неубаво е, непристојно е јас самиот да зборувам за значењето на македонскиот етимолошки речник, но затоа пак рецензентите си го кажаа своето мислење. Сега наскоро ќе излезе и приказот во прилози во Ману од Николај Антропов, посветен токму за работата на македонскиот етимолошки речник и секој што сака објективно да погледне на работите може да го види тој приказ, да види како од страна гледаат на трудот што е посветен на за да излезе овој македонски етимолошки речник. Јас сега би сакал овде да напоменам така, за жал јас само ќе констатирам дека политиката за жал ја навлегува и во науката и тоа можеби треба генерации да поминат за да не биде тоа така што велите науката треба на научниците да биде оставена, меѓутоа добро. Неизбежно е кога сме вака во една општествена функција, неизбежно е научникот да има свој став и јас сметам дека треба да има свој став во поглед на општествените работи, па дури некогаш и да се спротивставува, се разбира со аргументи. Апсолутно. Тоа е природно и само така ќе се оди напред, затоа што еден интелектуалец, еден научник не би бил тој ако нема свој став, ако нема воопшто светоглед, ако нема свој поглед на воопшто на животот, не само во областа во која што работи, туку и во општеството. Затоа и му е доделено тоа, односно си го заслужил тоа место, меѓутоа за да го оправда и општественото место, тој мора постојано да биде присутен, да кажува кога треба, што треба да направи државата, меѓу другото и еднојазично планирање, јазична политика и така натаму. За жал, без оглед на кој е на власт, некако политичарите не сакаат многу да слушаат интелектуалците и научниците да им се плеткаат во нивните работи, да искажуваат национални ставови, стратегии и така натаму, но научникот без оглед на се ќе треба да остане доследен и да си ги кажува своите ставови. Еве ова нека прозвучи како апел и до другите професори и научници во својата област и да излегуваат и пред јавноста и јавно да говорат преку медиумите како канали на комуникација. Сакам да ве прашам, 650 страни, 2344 термини се обработени. Сигурно дека тоа не е вкупната, да речеме, терминологија од А до Ж, да речеме, на термините во македонскиот јазик. Може ли да се каже со колку зборови оперира македонскиот јазик или тоа е многу тешко? Прво, тоа е многу тешко, дури и за еден лингвист да ги определи точни, да го определи точниот број зборови, но јас само би напоменал концепцијски како изгледа работата на проектот етимолошки речник на македонскиот јазик, кој треба да биде тезаурусен. Зошто го кажувам ова? Тезаурусниот подразбира сеопфатност на зборовите, ексцерпција на зборовите и нивна обработка од секаков аспект. Значи, прво, за еден збор треба да се најде
од кој регион потекнува, потоа историски записи доколку постојат во историјата на македонскиот јазик. За жал, ние освен оној канонски период кој што го нарекуваат нели старословенски јазик и подоцнежната македонска редакција, ние не сме се посветиле многу да ги собереме сите трудови, особено не од 16-тиот век, па макар нека си некој мал по обем, мал текст и така натаму, некое писмо и така натаму, да биде тој корпус објавен за да можат да го користат сите, меѓу другото и еве и јас како лингвист, па кога ќе кажувам потврда, прва потврда во тој и тој век се употребува тој и тој збор, таму, и тогаш би било доследно спроведено сето она што се вика јазична елаборација. Значи има уште многу работа, предстои уште многу работа, еве да се дозаврши етимолошкиот речник, па потоа и да се пристапи или може и паралелно, нели? Зошто да не? Значи затоа и бидејќи ако се погледне назад може да се види дека вака некој ќе рече дека од формирањето на институтот па досега поминале 70 години и дека тоа е и релативно голем период, но и релативно мал, зависи како ќе се погледне. За општеството, воопшто за државата е релативно долг период на чекање на излегување на етимолошки речник и затоа тоа говори за незаинтересираност, мислам не знам како од една страна и општествено историските околности не дозволувале. Еве јас ќе напоменам дека и ден денес на филолошките факултети во Македонија не се изучува предмет индоевропеистика, што е жално, што е трагично. Група јазици на кои што нели припаѓа и нашиот македонски. Оттаму е основата, ако не познавате индоевропеистика, не можете да направите ниту добар етимолошки речник, ниту па споредбениот метод да го користите во контекст на вие работите и на тој група. оддел, мислам дека имате и посебен оддел во Институтот за македонски јазик. Тоа е ново формиран оддел, еве го неколку години функционира, 5 години функционира овој оддел за индоевропеистика и славистика и јас обично кога се нафаќам, јас тешко не се нафаќам на работите, но кога ќе се нафатам, јас сакам темелно се да се осмисли. Еве првпат пред јавноста кажувам дека до крајот на годината се надевам дека ќе се објави првата индоевропеистика и етимологија во македонски јазичен контекст, монографија која што е импозантна, еве веќе при крај сум со обработката, чекам меѓународни рецензии да се довршат нели поимникот на зборови и така натаму. Сето тоа е огромен труд исто така, значи во овој период интензивна работа, 5 годишна работа, јас ви кажувам искрено, добро е што еве и народски ќе изразам, добро е што дома ме прибираат, ми отворат врата за ноќевање, затоа што јас сум постојано во институтот од 8 часот до 24 часот, така што тоа е премногу напорна, тешка работа. Првпат вака можеби звучи нескромно, но ќе го кажам, вистина жртвував голем дел од својот приватен живот за да може сето ова да излезе и се надевам дека и таа индоевропеистика на сите македонци ќе им покаже дека ние ништо помалку не сме од другите народи, а само ќе напоменам за една анегдота, една мала дигресија историја, како почна ова со етимолошкиот речник. Значи, првично добивме понуда од страна, од Словенечката академија, тие да ни изработат речник, односно од еден академик од етимолошки речник. Да, затоа што ние не сме биле доволно зрели и способни самите да си го изработиме. Тогаш проработи оној кај мене македонски Инает, реков не може така да не подценуваат постојано. Ние бевме на разговор во Словенија со директорката на Институтот за македонски јазик и морам да кажам дека истата линија држевме и јас и директорката, дека таа дури нагласи дека колегата Цветановски е способен и тоа ќе го направи, иако тогаш пред 5 години не беа толку уверени дека за толку кратко време, затоа што морам да ви кажам дека вакви речници работат тимови од 15 до 20 луѓе со децении. Но тоа било тригер за вие да почнете нели да се зафатите. Вие сте работеле претходно, меѓутоа, ајде, значи во континуитет и сериозно. Мојата кариера, да речам како диалектолог, подразбира и чепкање во етимологијата и насоки, значи постојано сум бил опкружен, но систематски проучување на вакво нешто било, значи токму во овој период кога прво од страна на
академикот ни беше понудена соработка, која што беше, мислам дека малку непринципиелна и искрено речено ние се зачудивме дека за една програма потребно е 30.000 евра. Искрено речено, јас помислив, каква е таа програма 30? Видов подосна дека постојат и такви програми, за жал македонското општество, да речам во наводници, е сиромашно, па не даде никакви средства за таква програма и јас лично, рачно го работев со вордови документи. Овој формат сега што го гледате е хифениран, бидејќи ние исто така немаме автоматска хифенација на македонски јазик, постојат на другите јазици. Еве и тука треба да се заложи македонската држава кај тие фирми огромни од типот на Microsoft и така натаму. Па еве и конкретно и за нашата азбука позиции кај што треба македонското Т, Г и така натаму, и за тоа треба македонската држава, не може само еден научник сето тоа. Но верувајте, мојата истреност влезе во македонскиот јазик, односно македонскиот јазик веќе почнува нели со вештачката интелигенција и тоа, а уште еве се како се вика се мака се мачи еве и за овие работи. Тоа кажувам дека за да се хифенира еден ваков труд, тоа е макотрпна работа, односно треба секој збор. Професоре, колку време потрошивте? Отприлика рековте 5 години, така? Да. Каде се одевте, како доаѓавте до материјали и така? Значи, прво морам да напоменам дека пред се благодарен сум на етимолошката комисија и на членовите на етимолошката комисија што ми испраќа постојано литература. Јас имам електронска литература во не знам колкав обем, значи тоа е целокупната индоевропеистичка литература од најстарата до современата до сегашната состојба, се што излегува. Таа солидарност меѓу колегите што постои, но нашата држава ниту вложила во поглед на обновување на литература, на проширување на стандардизација, на формирање библиотечен фонд и така натаму, многу работа предстои. Пред себе конкретно ние се уште немаме званичен корпус, македонски корпус. Значи, ако мислиме сериозно да работиме, мора да направиме и јазичен корпус, мораме да направиме дијалектен речник. Ние еве уште доцниме зад соседите, затоа што сите тие имаат барем по еден дијалектен речник, барем по еден етимолошки речник, или некои се при крај да завршат со етимолошкиот речник. Што толку ги испровоцирало словенците за така, еве, да се понудат отворено, јасно, без заокружување? Мислам дека пак се работи за тие општествено-политички односи, гледајќи ситуацијата со Бугарија, тие рекоа дека еве, ние ќе ви помогнеме на овој начин да се одбраните, но мислам дека тоа не е вистинскиот начин на одбрана. Вистинскиот начин е покажување на ваков начин со труд и со дело, затоа што па јас го прашав колегата, реков, добро, а како ќе ги протолкувате зборовите? Да, за општо словенскиот јазичен фонд во рете, бидејќи сите знаеме, постојат еден куп етимолошки речници во кои што може да се најде етимолошко толкување за прасловенскиот фонд, но не може да се најдат токму вака за супстратни зборови, за калки, за зборови примени од друг јазик непосредно, например од грчкиот, од турскиот и така натаму. Тука ќе постои голем расчекор, значи или обемот ќе биде стеснет, нема да биде се опфатен, значи ќе се стесни на општиот словенски фонд, но нема да се прошири, а тоа не е вистинската слика на македонскиот јазик. Конкретно го прашав како вие, професоре, предвидувате да го истолкувате шајка. Прво му беше непознато поимот шајка, да, поимот шајка, а камоли да го истолкува, да не зборувам и за еден куп зборови, како што и мене во словенечкиот јазик многу зборови ми се непознати, така што сепак треба да е изворен говорител, изворен зборувач на јазикот кој што го истражува, во крајна линија барем да познава основни предуслови да има за контекстите во кои што тој народ обстојувал, тој јазик се развивал, така што мислам дека прашањата се посложени и еве доказ дека со упорност може да се стигне, еве ние стигнавме. И ми спративте ли еден примерок на словенечката академија на науките, еве конечно да видат дека после 5 години дека и можеме, се разбира и има луѓе што сакаат научници. Професор, јас сега ви благодарам, морам да најавам пауза за реклами, а потоа продолжуваме со македонскиот речник нели од 16 век, кој што и го содржи во етимолошкиот речник, најден некаде во
документите на ватиканските, нели, одаи, како да кажем, библиотечен фонд и тоа. Ке позборуваме, нели, за статусот на македонскиот јазик, за барањето на младите албанци да полагаат на правосуден испит на албански јазик. Останете со нас и по рекламите. Почитувани, продолжуваме со вечерашното издание на 24 анализа. Професоре Цветановски, не е само овој речник Македонија, нели, македонски речник имало уште најдено, нели, во Ватикан од 16 век. Тој термин, да речеме, го содржи во етимолошкиот речник. Може ли поконкретно да ни кажете зашто станува збор? Па добро, во самиот вовед на овој македонски етимолошки речник даден е прегледот на најзначајните историски споменици, она што би можело да се смета за македонски јазичен корпус или основа на македонскиот јазичен корпус. Меѓу другото, тука е споменат и тој речник на Костурскиот говор, значи пронајден во Ватикан од страна на Джонели, а јазичната анализа ја правеле врвни слависти, меѓу другото Андре Вајан и Андре Мазон, познати истражувачи на јужните македонски говори, и тие, кога ја направиле јазичната анализа, увиделе дека станува збор за автентичен македонски говор, без оглед што е напишан со грчко писмо. Со грчко писмо, точно, да. Значи, таму се зборови ставени кои што погледнато од дијалектен аспект, значи припаѓаат на Костурско-леринската група, јазична, дијалектна, како и да ја наречеме, значи и не е ништо ново во смисла ние како дијалектолози знаеме кои јазични црти се јавуваат, но интересен е податокот дека уште во 16-тиот век веќе се гледаат формирањето на македонските дијалектни подрачја, групи и така натаму, и се гледа дека македонскиот јазик се развива свој специфични јазични црти во однос на другите словенски јазици. Токму и преку вакви докази може да се види континуитетот на македонскиот јазик. Во ведниот дел на македонскиот етимолошки речник, меѓу другото, е кажано дека сите ние, како што сите други народи имаат право да ги користат првите споменици, нели, напишани на глаголица, па потоа и на кирилица, и да тврдат дека тоа се нивни, исто така го имаме и ние правото да ги користиме тие споменици во контекст на македонската јазична анализа. Тоа значи дека сите глаголски споменици пронајдени на територијата на Македонија исто така ни припаѓаат и нам, без оглед дали ќе ги нарекуваме старословенски и така натаму, дали некој ќе ги нарекува старобугарски, ние ги сметаме за наш јазичен континуитет. И така ќе продолжиме од почетоците па се до крај, ќе ги третираме сите зборови. Меѓу другото, ние исто така велиме дека и оние зборови кои што биле пред, условно речено, доаѓањето на словените, значи и тие исто така стануваат предмет на интерес оглед на тоа што се употребуваат во современиот македонски јазик. Исто така ќе ги истражуваме и оние зборови кои што дошле по посреден начин, значи преку некој јазик, од некој подалечен јазик, но исто така и дијалектите кои што граничат со нашите соседни јазици, во кои што имаме, нели, исто така културолошко продирање, исто така и тие ќе ги третираме како составен дел од македонскиот јазик. Професоре, вие имате учествувано во работата на толковниот речник на македонски јазик во македонскиот дијалектен атлас. Велате еден јазик е онолку богат колку што има дијалекти. Колку дијалекти има македонскиот јазик? Па, искрено речено, значи има една изрека: колку поголема писмена традиција, толку помалку дијалектна разлика. Колку помала писмена традиција, толку поголема дијалектна раздробеност. Македонскиот јазик, за жал, нема преголема писмена традиција, но зато има богата устна традиција, и тоа може да се провери преку нашиот фолклор, богат фолклор, и да се види, генерално може да ги поделиме на две поголеми наречја, тоа е западното македонско наречје и југоисточното наречје,
а исто така и оној преоден појас, така наречени северни говори, кои што по еден дел се јазични карактеристики се поблиску до западното наречје, по еден дел се поблиску до југоисточното наречје, но исто така имаат и дел со косовско-ресавските говори, така што тука зборуваме за еден преоден јазичен појас. Така што во принцип македонските говори генерално би можеле да се подведат на три поголеми целини, а тоа е западното македонско наречје кој што представува и основа на македонскиот стандарден јазик, југоисточното наречје па кое што пак ни нуди побогат комплекс да ја проследиме историјата на акцентот во македонскиот јазик, така што имаме големо богатство што треба и понатаму да го истражуваме, а и да го користиме за збогатување на литературниот јазик. Рековте дека доста има и зборови од турскиот јазик што се наоѓаат и во етимолошкиот речник. Тие се дел, се одомајкиниле, како да кажам, меѓутоа и натаму јазикот си ја задржува чистината, бидејќи има и дел што се термини жаргонски, дел од странски јазици, нели, што пенетрирале и што станале дел од нашиот секојдневен говор, меѓутоа, еве, што треба за да се задржи колку толку чистината на јазикот? Етимолошкиот речник не е нормативен и не е толковен речник, значи тој неговата задача, неговата функција е да ги пронајде сите зборови кои што имаат некоја историја, некоја потекло. Генезата, да. Генеза. Во овој случај е интересен пример ова што го поставивте, прашањето еве бидејќи тука се обработува жандар или жандарм, а од друга страна постои зборот жандар кој што ќе дојде на обработка кога ќе дојде буквата Дж, но како етимолог мора човек да биде свесен на предизвикот кога упатува на нешто или ги поврзува зборовите, треба точно да знае што. Еве јас ќе напоменам дека во овој етимолошки речник жандар е протолкувано дека доаѓа со посредство на српскиот јазик од француско потекло, нели, жандармери, да, апсолутно, но за разлика од овој збор, жандар го нема истото потекло, го нема истиот корен, туку и не е само обична замена на Ж и Дж, затоа што пак во српскиот јазик имаме джандар, но имаме, нели, жандар, и тие во нивните дијалекти велат дека со посредство на италијанскиот се случила таа фонетска промена и упатуваат на истото потекло на зборот. За разлика од кај нив, во македонскиот јазик пак имаме судир на две лексеми. Едната е джандар, која што доаѓа преку турскиот, од персиско потекло, составена е, таа е сложенка, составена од джан, што значи првично живот, подоцна преносно душа, а од друга страна дар, тоа е глаголска основа во која што се крие зборот има, поседува, и во текот на развојот на овој збор во турскиот јазик овој збор го стекнал епитетот би се превело како телохранител, односно чувар на животот, па подосна чувар на душата, нели? Но со доаѓањето на францускиот збор, овие два збора се судриле, бидејќи семантички се доближиле еден до друг, значи и жандарот некого чува и така натаму, и джандарот и на наш терен се вкрстиле овие две лексеми. Еве една историја на два збора, две приказни кои што се студираат на македонската јазична територија и како тука се доближуваат и условно речено кај народот почнуваат да наликуваат на синоними, иако да речеме, тие си носат своја етимологија, односно своја приказна. Такви приказни во овој етимолошки речник има многу. Интересно е, бидејќи овој македонски етимолошки речник го направив и за пошироката публика, значи овој има научна компонента, тоа е користењето на историско споредбениот метод, прецизно, јасно, со сите упатници што ги има, но од друга страна пак е популарен затоа што ги популаризира зборовите за да може да го разберат и обичниот човек, да може да свати од каде доаѓа зборот, каква приказна носи во себе и така натаму, и тоа е суштината и поентата на овој прв македонски етимолошки речник. Рековте дека го има и бесплатно на онлайн, нели? Така, да, уште еднаш ако може да повториме за чисто да знае.
македонец што сака или македонски граѓани што сака нели да го најде, може да го најде на веб страницата на Институтот за македонски јазик, на страницата Академија Еду и на Архив ОРГ. Слободно може да напише македонски етимолошки речник и ќе се појави, така што мислам дека без проблем. Кој што сака малку нели Апсолутно, да се позанимава со се... историјатот на нашите зборови, изрази и така, зошто да не. Професоре, ајде последниве неколку минути од емисијата, имаме уште неполни 20 за статусот на македонскиот јазик. Законот е донесен, меѓутоа не се конципирани оние пропратни тела што треба да се грижат добро. Има инспекторат, меѓутоа колку е тој функционален, Советот за националниот за македонскиот јазик така не е уште конципиран, мислам дека или е, па нешто недостасува и така. Имаше и оставка од доскорешната председателка професорката Симона. Како и да е, што треба за да не доаѓаме вака во ситуации, други држави да не подсетуваат што треба да направиме за да имаме сведоштва писмени за длабочината, за ширината, за вредноста, за и континуитетот на македонскиот јазик, дека не е од сега, не е од вчера, туку има векови на нас. Да, што се однесува до работата на Советот за македонски јазик, тој си функционираше, имавме и председател избран на влада и така натаму. Сето тоа си беше како што треба и јас можам да кажам дека искрено Советот за македонски јазик принципиелно си ја работеше работата и особено со председателката професор доктор Симона Маџовска-Груевска, која што навистина имавме безпрекорна соработка. Мене ми е жал за незината оставка, но јас тука ќе сопрам, бидејќи тоа е личен чин. Така, да, не мислам дека таа најдобро си ги знае. Така, не ми беше цел да коментираме и тоа. Но генерално ако се оценува работата на, бидејќи сум член на Советот за македонски јазик, јас можам да кажам дека за изминатиот период ние навистина сработивме многу, имавме многу предлози, меѓу другото почнавме со насока за работа на македонската, петгодишната национална стратегија за македонскиот јазик, меѓу кои се определивме за неколку клучни елементи, проекти, меѓу другото и етимолошкиот речник, значи дијалектен речник, корпусот кој што навистина е потребен, насушно потребен на сите лингвисти и така натаму. За жал, некако се уште не е оформена целосната програма, тука има и многу... За таа петгодишна стратегија, така? Апсолутно, да. Тука има и многу други некои административни, технички прашања за кои што јас искрено не сум запознат и не можам да зборувам за тој дел. За научниот дел секако, но за тој дел не можам да зборувам, не сум компетентен, што се е потребно за да се изработи една национална стратегија. Но што се однесува сега, ајде да позборуваме за воопшто помислата за македонскиот јазик. Не само да го фалиме кога ќе дојде денот на македонскиот јазик, кога ќе дојде некој повод, па тогаш сите пееме, 80 години за песни и така натаму така, и ете, велиме колку го сакаме македонскиот јазик. Македонскиот јазик се носи во душата, се носи во срцето. Македонскиот јазик треба пред се да се почитува од сите македонци, за да го почитуваат потоа и другите граѓани на оваа држава. Тоа значи дека треба да бидеме искрени. Еден англичанец никогаш не би си го понижил својот јазик, ниту француз, ниту кој било друг не би си го понижил својот јазик. Значи, не може да имаме таков третман, таков однос кон македонскиот јазик. Треба, навистина, секој од нас да се труди, да зборува стандардно, таму каде што му е местото, се разбира дека во разговорниот јазик, затоа и постои разговорен јазик, но не е само македонскиот. Секој јазик си има разговорна форма и се знае дека каде му е местото, каде се употребува таа разговорна форма. Но грижата треба да биде пресе институционална, затоа мислам дека нели постои тој државен апарат кој што треба едноставно да свати дека јазикот е основен атрибут, ама не е тоа само на прослави и така натаму. Треба тоа вистина да извира од секој од нас и да се почитува секој македонски научник кој што вложува премногу труд, како што и сите други за да стигнат до тоа ниво до кое што се јазиците во светот.
англискиот, францускиот и така натаму. Во крајна линија не постои мал јазик. Сите јазици се големи. Може би некој јазик не го зборуваат толку голем број зборувачи, но тоа не значи дека е мал или сиромашен. Напротив, јас со мојот јазик можам да изразам секоја своја мисла. А тоа е најсуштественото и најважното. Тоа е универзалната димензија на јазикот, се што чувствуваме ние, да можеме преку јазични средства да го изразиме, и мислам дека како македонец кој да дојде пред мене и со не знам кој јазик, јас апсолутно можам да му одговорам на секој негово прашање. Така што мислам дека односот кон македонскиот јазик треба да се гради и институционално, но и во семејството. Секој дома треба прво сопственото дете да си го воспита, да го сака македонскиот јазик, да си го негува македонскиот јазик, да си го чува. Само на тој начин можеме да одиме напред. Ако ние подценувачки гледаме, тогаш ќе ни биде смешна и песна напишана на македонски јазик, и расказ, и стих, и така натаму, и шега кажана на македонски јазик ќе ни звучи смешно. Но за да не биде трагично, затоа велам, треба да си се свртиме кон македонскиот јазик, од неговите исконски корени, да го почитуваме сите, принципиелно. Не треба тоа да биде договор, туку тоа треба да биде насушна потреба. Само да така како свет од внатре, од интимата на секој ден бидејќи велиме дека тој е основен столб на нашиот идентитет. Па ако е така, тогаш сите треба да се заложиме, а не да сметаме дека дека научниците што го истражуваат македонскиот јазик се еден вид непотребни за и така натаму. Така што еве професоре, да веќе има 3-4 години како е донесен законот за македонскиот јазик, инспекторатот се уште не е формиран, има само директор без инспектори. Како ќе оценуваме како тој се применува македонскиот јазик? Дали било на надписи, дали било во говорот, официјалниот говор зборувам и така натаму. Јас би можел да кажам доследно, принципиелно сум ги излагал моите ставови во континуитет, не од сега. Значи, може би едно 15 години наназад, по разни поводи, на разни телевизии, во разни емисии сум гостувал, секаде каде што ме повикале, јас сум гостувал и принципиелно сум ги покажувал своите ставови. Меѓу другото, мојот став во врска со Законот за употреба на јазиците е јасен, мојот став во врска со Законот за македонски јазик, кој што па не е од сега. Првиот закон е донесен 2008 година, така што не е ништо од сега, имаше и точно измени и така натаму и така натаму. Мене нешто што ми е фрапантно во однос на ова е дилемата зошто Законот за употреба на јазиците е под Министерство за правда, а зошто Законот за употреба на македонскиот јазик е под Министерство за култура. А зарем не треба да се воспоставеше некој систем, хиерархија, да излегува од Министерството за правда и да се регулираат, да бидат компатибилни во смисла, ако македонскиот јазик е службен на целата територија, со нели сите тие уставни одредби што ги има, јас не сум против нели употребата на кој било јазик, но македонскиот јазик е основно сврзувачко или кохезивно средство на целата територија, како што е во сите други држави јазиците кои што се службени. Затоа и служат, затоа и се викаат службени, да ги обединуваат, да ги обединуваат луѓето, не да ги разединуваат. Но тоа покажува и свеста, е токму затоа реков, причината е прво во нас, а потоа и во нашите сограѓани, зошто ако подценувачки се однесувате вие кон нешто свое, дали некој друг би го ценел? Не. Но ако вие се однесувате со почит кон тоа, кон своето, се разбира дека со почит и кон другото, апсолутно. Јас не верувам дека постои лингвист кој што мрази јазик. Тогаш не е лингвист. Тој ги сака сите јазици. Јас би бил пресреќен кога би можел да ги научам сите јазици на светот, затоа што поголемо богатство нема. Но од друга страна, кога станува збор за устројство на една држава, јасно се поставени работите, бидејќи тој јазик треба да биде јазикот на општење, на комуникација, на поедноставување работите. Па Балканскиот јазичен сојуз не е ништо друго освен приспособување на модел, без оглед на различната лексика, начинот на мислење бил ист кај овие наши сограѓани, македонец, албанец, влав и така натаму.
тие во структурата на мислење си угодувале еден на друг за да можат да се разберат, да имаат еден ист светоглед. И наместо да тргнеме од такви позиции дека ние треба да се зближуваме на тој начин и не треба да биде пречка познавањето на македонскиот јазик од кој било граѓанин на оваа држава, како што не треба да е пречка и познавањето на албанскиот јазик. Дај Боже што велите колку повеќе јазици, толку поголема. Апсолутно, но има некој природен ред во секоја држава. Јас никогаш не сум го потикнувал, иако сум истражувач на македонските дијалекти надвор од границите, меѓу другото бев и главен истражувач од кој што излезе монографијата Банскиот говор во Република Бугарија, нели и западно-преспанскиот говор, мојата докторска дисертација во Албанија. Значи, јас никогаш не сум го потикнувал македонското национално малцинство да биде против службениот јазик во државата во која што живее. Напротив, велам дека тие дури треба да се трудат апсолутно да го познаваат јазикот како и своите сограѓани албанци или бугари или грци и така натаму. Тоа не е хендикеп, напротив, кој е побогат? Тој што може да се изрази на два јазика. Апсолутно, тука да имаме дилема. Да. Колку јас велам, кога одам во светот, јас сум пресреќен кога ќе можам да прозборувам на руски, на словачки, на чешки, на полски. Јас сум пресреќен кога ќе можам на овие јазици да се изразам, да ја кажам својата мисла. Тоа е богатство и да ме разберат другите. Значи, секој од нас се гордее со тоа што го постигнува. Така, мислам дека и за албанците треба да биде прифатливо македонскиот јазик да им биде не товар, напротив, една придобивка во која што тој апсолутно може дури да се постави над некој македонец, да рече јас го познавам и твојот јазик. Така што тоа не е проблемот. Значи, проблемот е институционален, како да се погледнат работите, како да се постават работите, за да немаме подосна ширење на таа проблематика. Така, ширење на таа проблематика и добивање на етничка боја, бидејќи кај нас се нешто нели се прави, добива етничка боја. Ете, некој не им ускратува некое право, а тоа не значи дека нели поседувањето право на другиот дека узурпира па некое друго право апсолутно. Еве околу правосудниот испит на албански јазик да се полага, тоа е сега така меѓу последните активности на младите албанци од државава. Јас не сум правник, така. Се оградувам, тука има нели правници специјалисти кои што треба да кажат како треба. Бидејќи тоа е специфична терминологија, тоа сакам да кажам, да. Но јас можам да кажам свое мислење како би изгледало тоа во практиката. Има некои практични работи, едноставно тие сами по себе произлегуваат од прагматиката. Замислете си еден гломазен апарат, тоа е натовар на сите граѓани, не само на македонците, да. И на албанците. Замислете си секој малцинство да има за потреба за секој документ да би има преведувач. Значи, сметете колку е тоа оптоварување на државниот буџет. Тогаш ќе нема за капитални инвестиции, тогаш ќе нема за ништо во државата, за образованието ќе нема, за неговото дете да учи наместо од квалитетен материјал, било да е македонски, албански, турски, српски, бошњачки, кој било јазик, значи тие ќе се ромски и така натаму, да не ги именувам сите, так. Значи тие ќе бидат осиромашени, бидејќи наместо да се форсира сето тоа да оди како што треба, средствата ќе треба да бидат фрлени во ветар, непотребно, кога истата постапка би можело да се спроведе на чесен, легален начин. Секој што го заслужува, нели, правото, апсолутно стојам за тоа. Но што би добиле, например, ако, искрено речено, и да се полага на правосудниот испит. Така, во тек се консултации, нели, особено уставните експерти сега разговараат. Јас реков дека се оградувам, бидејќи не сум правник, но чисто размислувам човечки, значи, од лингвистички аспект, за тоа ме прашавте. И човечки, општо човечки, например, кога гледам дека толку пари би се потрошиле без оглед на која заедница одат, а кога го имаме кохезивното средство, сврзувачко средство, јас не гледам причина дека мора по секоја цена се. Да се ускрати некој права, тогаш мислам дека би било лошо. Но во секој случај мислам дека треба да размислат сите граѓани на оваа држава што очекува, што сакаат во иднина и дали местото си го гледаме тука или ќе бараме по белиот свет. Кој било од нас, така што ако вистина ја сакаме оваа држава и сакаме да ја направиме како што треба, тогаш мислам дека треба
реално да ги погледнеме работите и така да постапиме. За македонскиот јазик постојат и катедри нели на повеќе странски универзитети, особено во Полска, чи нам имаше Словачка, не знам како е Чешка на времето. За среќа сега имаме и во Словачка, во Словачката така, република, во Братислава. Како да се поттикне дома интересот за македонскиот јазик, професор, бидејќи многу мал број се запишуваат на факултет? Па искрено речено беше дестимулативно прво пред се материјалната состојба на македонистите, на научните работници беше навистина демотивирачки кога ќе видите толку потрошен труд, некој што работи, да речеме, некоја друга дејност, ете, било да е административна или во некоја приватна фирма, заработува двојно, тројно повеќе од вас, тогаш го губите мотивот. Потоа, втора работа е што не се нудеа насоки, например, за, да речеме, капитални научни истражувачки дејности во кои што човек ќе може да се вложи максимално, да даде нешто на, па не само на оваа генерација, севкупно да се одолжи на македонскиот род, бидејќи јас затоа реков, ова дело не е за денес и за утре. Точно. И во крајна линија, ако одиме по принцип на тоа дали ова дело сега ќе биде вреднувано, валоризирано и така натаму по новиот закон за научно-истражувачка дејност. Мене воопшто не ми е потребно да се ова дело на тој начин да се квалификува. Зошто? Затоа што мене не ми требаат бодови, јас не го правам ова за бодови. Јас како научен советник, редовен професор, редовно реизбран, ја немам потребата од Скопус, не знам која мрежа и така натаму, Web of Science. Јас го вложувам тоа што го знам и го оставам трајно во наследство на својот народ и на својот род. Таквите дисциплини, кои што се национални, бараат по инаква стратегија и по инакво третирање и од страна на државата. Кому му е потребен македонскиот јазик, ако не нам? Апсолутно. Каде треба да биде центарот за македонистиката, ако не овде? Ако не развиеме, еве го МЕР, веќе го препознаваат, МЕР е скратеницата за македонскиот етимолошки речник, веќе го третираат како школа, македонска школа, затоа што тука е направена културолошката стратификација, лексичката интеграција, дадени се теоретски насоки, значи направено еден систем во кој што допрва ќе го видат луѓето и преку излегувањето на вториот труд, монографијата, индоевропеистиката и етимологијата во македонски јазичен контекст, каде што ќе се види како македонската наука се позиционира во однос на другите национални дисциплини, и соседни, и балкански, и словенски, и така натаму, па и дури во контекст на, ајде да речам, пошироката индоевропска литература, како се гради собствен систем, собствена методологија, собствен начин на истражување и така натаму. Професоре, тука дојдовме до крајот на денешното издание на 24 анализа. Благодарам за гостувањето, благодарам за отвореноста што споделивте и некои информации за прв пат овде и многу успех во понатамошната работа. Ви благодарам и вам и секогаш сум отворен за соработка. Благодариме и благодарност до нашите почитувани гледачи. Довидување. Довидување.